Почитувани мој добар ден, пред нас една нова работна недела, ја стартуваме стандардно во нашиот термин и со ново издание на Црвена линија. А во него преполни контейнери, валкани улици, диви депони. Одржувањето на јавната хигиена се состои од машинско и рачно метење и миење на улиците, како и одржување на сите други јавни површини и отворени простори и јавни објекти околу спортско-рекреативните објекти, јавни површини околу детски игралишта, пешачки патеки и паркинзи. Граѓаните за овие услуги плаќаат одржување на зеленило и собирање смет во сметките за вода. Дали цената за одржување на зеленило и собирање смет е превисока? Тоа е она што ќе дискутираме денес со вас и меѓу другото ќе ви го поставиме и ова прашање. Дали, драги мои, сте задоволни од јавната хигиена во вашиот град? Како и да е, тука и секако ќе ве потсетам дека можете и пожелно е да не заследите на социјалните медиуми. Фејсбук е вистинското место за тоа, Црвена линија е нашиот профил, каде што можете по темата да лајкнувате, шернувате и секако да коментирате, но дискусијата можете да ја продолжите и истото да го сторите и на профилот на Телма телевизија на Фејсбук. Ќе ве потсетам дека не има на Твитер, но и задолжително од вас ќе побарам доколку досега не сте го сториле тоа да не заследите на Инстаграм. А еве и зошто. На Инстаграм стори, од кога ќе кликнете заследи на нашиот профил на прозорчето за Инстаграм приказна, ќе ве пречека и нашето денешно анкетно прашање. Прашањето е дали цената за одржување на зеленило и собирање смет е превисока. Две опции имате за одговор, едната е да, другата е не. Кликате на вашиот одговор, а јас ќе ги соопштам резултатите таму некаде по рекламите. Во продолжение, прво ќе ве потсетам дека нашиот телефонски број е 02-307-0005. Имаме цели 5 линии активни само за вас и не заборавајте задолжителното намалување на тонот на телевизорот и секако зборувањето преку слушалка. А сега ќе го погледнеме и прилогот на нашата колешка Даниела Билбиловска. Полни контейнери со расфрлан отпад околу нив може да се забележи на повеќе места во Тетово, од комунален смет па се до стар мебел. Количините се очекува да се зголемат со доаѓањето на иселениците, според искуствата од минатите години. Граѓаните не се задоволни од хигиената, бараат поголема ажурност на институциите, но и поголема свест кај луѓето. Погледнете ги контейнерите и све ќе ви биде јасно. Цврти се да виш види харти, цигари, све и свашта. Се е до луѓето. Мислам дека ако има некоја казна да постои, тогаш ќе има и ефект околу хигиената. На нула е ки. Ка депонија, права депонија. Нема хигиена никаква. Па многу е прљава, да ви кажам. Не се фрља често контейнерите, се прљава и така. Градоначалникот Билјалка Сами најави дека комуналното предпријатие има план како да се справи со зголемените количини смет, а на жителите им порача редовно да ги плаќаат комуналните сметки и да се однесуваат поодговорно кон јавните површини. Сигурно дека имаме план, дека сега во лето кога доаѓаат нашите иселеници, да ги зголемиме нашите капацитети за да одговориме на потребите. Апел до сите наши сограѓани. Прво, да бидат посвесни во делот на плаќањето на обврските према јавното комунално предпријатие ако бараме чист град, но исто така апел да не фрламе секој отпад и секаков отпад. Јавното комунално предпријатие стои на располагање за одреден вид отпад, да ако се јават да оди да го земе и да го третира како што треба, не да ги фрлат до контейнери. Инаку градот се уште нема стандардизирана претоварна станица. Ватарот на селото фалише наместо во посебни контейнери. Сметот се истура на земја со што се загадува почвата и подземните води. Ете, видовме како е во Тетово, преплавено со отпад, инсталации од ѓубришта, а голем предизвик е да се издржи летото, особено кога температурите се високи, а знаете какво влијание имат врз големи површини со ѓубре и отпад.
Па затоа денес ве охрабруваме, се разбира од каде да ни се јавите. Еве прво пред се да ни пренесете колку вие сте задоволни како граѓани од вашиот град, општина околу чистотата и хигиената на градот. Сепак голем дел од градовите се и туристички дестинации, а зошто би била сликата за земјава онаква каква што можевме да видиме барем во прилогот на нашата колешка Даниела. А во продолжение и ќе ве подсетам за да се вклучите во црвена линија на 023070005. 5 линии се активни и секако уште еднаш еве потенцираме технички задолжително да се намали тонот на телевизорот и да зборуваме преку слушалка. Исто така сакаме со вас да проговориме кое е вистинското решение. Може би соодносот е во работите и како ние како граѓани сме совесни во однос на тоа колку се грижиме за хигиената на нашиот град. Но секако и дали премногу плаќаме, а многу помалку добиваме токму од оние кои што се задолжени за одржување на хигиената во град. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ако може малку погласно. Добар ден, сега ме слушате? Добар ден. Од каде ни се јавувате еве сега? Јас од Рузвелтова се јавувам. Значи да ви кажам најискрено, ич не сум задоволна, ама не од јавните предпријатија, од нас граѓаните. Значи, Тина, јас пешачам секој ден у парк, скоро секој ден. Значи, да видиш ти во понеделник да отидеш таму околу 6 сат се бајле, ќе се фатиш за глава, ќе речеш дали ова парк. После поминуваат тие, се не знам дали се од паркови или се од комунално, не знам од каде се. Луѓето чистат, не може да дочиста. Значи, таква, не знам што да кажам, какви луѓето станавме. И сега да речеме, мене ми е сметката за вода, ако ми е 350, за смет ми е 300. Сега, тие не можат да постигнат толку многу колку што ние прљаме. Значи, сум сретнала човек како мене, стар човек. Значи, оди на улица, јаде сладолед и ја фрла опаковката, нели? Значи, стар човек, замисли ти каков пример им дава на младите. А сега, во последно време... Но еве ако не оставаме на совеста на граѓаните, кој е решението? Дали драконски казни, екополиција, што мислите? Јас мислам, Тина, дека казните ќе ни завршат работа. Инаку ништо. Јас, еве, на Рузвелтова тука кај мене имаше порано, секој сабот и недела беа преполни контејнерите. Сега гледам нешто се смени се, дали новата градоначалничка, дали новиот на центар, не знам кој е овластен за тоа, ама гледам контејнерите се празни у недела и тоа ме радува. Ама што? У недела навечер луѓето ќе си го чистат подрумот, па се ќе остаат одоколу. И сега кој е виновен тука? Не знаеш што да... Благодарам за јавувањето. Секако продолжете да не следите и уште еднаш еве на самиот старт пучени од ова јавување. Ве молам само внимавајте на тајмерот 90 секунди, но и тоа не е пречка, се разбира доколку сакате нови 90 секунди, повторно завртете го телефонскиот број. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Па еве од каде ни се јавувате? Јас сум Илија. Се јавувам од Струга. Од Струга. Како е во Струга? Па видите, како од Струга нема друга. Овие 2 години, тоа е нешто фантастично. Чистота, парковите дотерани, цветиња, пролетните завршуваат, сега се есенските. Значи, секоја посолба за комуналците, посебно за директорот, ако е млад, мислам дека е способен човек. И едино нас ни валка тоа што ни идат гостите од туристи, автобуси, полно е тука и све што на конзерви што носеле од дома храна, че ни фрлят во најлончиња, па нема луѓе да очистат веќе. Тоа е деца обично, овие ученици што идат, така да не знам. А еве дали тоа значи дека и стружени соработуваат, па се дисциплинирани и совесни граѓани? Ние изврсно соработуваме. Па еве, каде наши покрај вичњаци нека што порасте треба, ние сами си ги чистиме, идат, овие не ги собираат. Тоа е за похвала е лани и годинава. А еве како им успева на стружени? Како ви успева на стружени со оглед на тоа што еве можевме да видиме како и во останатите места каде што сликата е неубава? Абе не знам, јас за другите места, али ја ви кажувам за Струга.
Да струга. Па сакавме еве тоа да ни откриете кој е рецептот, како им успева и на Стружани да бидат самосвесни и секако еве активно да се расчистува градот и секако да се одржуваат и градските зеленила, односно зелени површини. Добар ден. Добар ден. Тида. Вие се јавувавте од Македонска каменица. Да, ти се од таа. Епа, каков е степенот на хигиена и одржување на зелени површини во каменица? Тако, да. Можам да се селектира. Пизановаc. Добро, чисто е. Чисто е, значи. Чисто. Как сега? Има во секој село контингери. И во секој мало контингери. И така да се нема хигиена на територија. Така, тоа е чисто Македонска каменица. Тоа е тоа. Благодарам многу за јавувањето и еве по првите јавувања и многу ми е драго дека е така. Еве слушаме дека Стружани се за пофалба, исто така и во Каменица е генерално чисто. Но како е во останатите градови од земјава? Добар ден. Добар ден. Дали Бог добро. Секој добро, во црвена линија сте. На телефон е Крсто Трајков од Пробиштип. Како е во Пробиштип, да слушнеме? Фантастично, прекрасно и многу убаво. Пробиштип е нов град и еден од најчистите и најпошумните градови во Македонија. Дојдете некај со телевизијата, со камери, снимајте и видете. За кога беше зелникот на баба у март месец, моја на братчетка од Скопје доваѓа во Пробиштип и кога спадна од колата и вика, Крсте, абе многу чисто овде, овој го нема вика у Скопје. Епа нема го у Скопје, у провинција го има. Ние сме надвор. Тука голема заслуга има комуналното предпријатие. Убаво чистат, да косат, дека треба има денеска нашата улица ја косија и мете улицата. Поеднаш кога неделат се мете улицата, а косат на 2 недели. Треба толку зградите што има. И сега, колку да е чист Пробиштип, ние сепак најдеме мана. И наоѓаме мана за тоа што секогаш може по-убаво. Им уште малку. Голема заслуга има и идејата за регионална депонија што треба да се прави Свети Николе. Од таму, од Европска унија, дадеа на сите општини 18 источна и североисточна Македонија по 4 камиона за собирање на смет. Ке подсетам само, внимавајте на тајмерот, 90 секунди и секако ќе ви се заблагодарам за вклучувањето во црвена линија. Еве ни открија како и во Пробиштип. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Од каде ни се јавувате? Од Кратово се јавувам. Каква е состојбата еве со градската хигиена во Кратово и секако одржување? Градската хигиена е добро, одржава се све тоа од страна на институциите, али од намалете го тонот на не го одржават. Така, намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Намален е телевизорот. Добро. Ве слушаме, продолжете. И така да тоа е, значи, онака е добро одржавањето е толку ќе може да се одржава од страна на институциите. Али граѓанството не се европски, не само тука. Имам поменато и другите градове, фрлат него кантата, него го фрла на улица и не може да постигне секој да го очисти. Што е според вас решение да се развие самосвест за хигиена кај граѓаните? Самиот народ треба да биде свесен како треба да биде. А не со сила да ги тераш и оноа. Ама не може да им дојде свест на луѓето. Така да само тоа е од мене, тоа може да ви кажам. Благодарам многу еве што ни предочивте како е во Кратово. А сега малку ќе ги вклучиме и твитерџи. Па ќе почнеме и со една фотографија која што самата по себе зборува, дури е еве сатирично
претворена во една разгледница за главниот град, кој што мора да напоменеме е посетен од многу туристи, па еве како и на секоја разгледница, но на ова од Скопје пишува Come to Skopje, the city of garbage, или во превод дојдете во Скопје, градот на ѓубрето. Ова е нешто што секојдневно се гледа во главниот град, но секако еве со вклучувањето во црвена линија можете да ни откриете како и во останатите градови и општини. Добар ден. Здраво. Здраво. Па еве ги моје јадно Драшево да го пофала многу. Значи нити чистот нешто, нити се работи нешто. Цело Драчево е блокирано од градежна мафија. Значи, барем да знаат да работат, да патат еден ред. Бе не можеш од една улица од друга улица да се префрлиш, да не налеташ на некој багер, на некој камион, некој липкер тамо паркирано. Значи, хаос. Хаос. Па уште го палат градоначалником, ало да му е. А каква е состојбата во Драчево со комуналната хигиена и одржувањето на зелените површини? Па, сега ти кажам, цело е раскопано Драчево. Како одржавање зелена површина кога све е раскопано. Нова улица тука Славка Бинтова ја пуштија пред 3-4 месеци, цело е раскопано. А контейнерите? Молам? А контейнерите остануваат преполни или? Не, нема контейнери, канта е тука, канта систем е кај нас, али бидејќи ублизена ни е дризла, да речеме се баѓа у 4 сат, ако оставиш отворен прозор, па може и да се угушиш, да ти кажам искрено, затоа што сето тоа ѓубре од тука што го пренеле таму, го палат, а покрај од тука што го носат и од цела држава и смрди и труе, тоа влега у наши пуќе истото ѓубре. Ме чуди струга како ја палат кога ништо не направија со депонија, а воедно и овој за комедија е... Благодарам за јавувањето. Како е да е, ни се јави човек кој што живее во Струга и она што можевме да слушаме е пофални служби за комуналното предпријатие, но и за жителите на Струга, но не и за туристите кои што доаѓаат, особено на екскурзија. Добар ден. Ало, добар ден, Тинче. Здраво. Јас се јавјам од Криво Паланка да ти кажем, баш овај тема ми е убава, пошто има шанса на 2 проекта да работи во екологија, па ме беа крстиле еколошка. Тинче, да ти кажем, само народот треба да се освести. Градска, овај, онај, казни, ништо не помага. Ништо. Значи, денеска ќе изчистимо, ја бе како одговорна, нели група, утрето ден ќе отидемо во кът, стигнат да напунат. Пикавци, тој, по фасадата турат, кантата е до нив, они по фасадата турат како пушат цигари. Тој додек народот не се освести сам. Како според вас може брзо потесно да се освести народот? Само народот, ништо друго. Не може ни градска, ни казни баш знам некога ќе казнат и он нема пари да плати, ќе го прата там да одработи нешто да чисти, ќе му дадат и доручак, он ќе си се одлега, ништо нема да изчисти, барочи са ме виделе. Ништо по мое, само народот да се освести, да си ги децата воспитува, канти има на секој ќоше, да си се ставиат канти, градска е должна само да дојде да земе да однесе, а иначе градска не е должна да ни чисти околу контейнерите, околу, мислим, кантите. Дали решение гледате во драконски казни? Ништо, казни не помагат. Немат пари народот и влечат се тамо, фаќат врски. Чуда се прават, чуда. Джабе што се фалат овие чисти градови тамо вамо. Нема нигде чисто, само свесот да се на народот. По мое, као све што сам видела, само народот се освести да не фрла, канти има на секој ќоше. Благодарам многу за јавувањето. Еве уште еден твит. Ова е интересно, објавено е на 11 јуни, вели Охридски комуналец воведува ноќна смена во летната сезона, лани исчистени над 600 депонии. Па еве, ако има некој и од градот Охрид кој што следи црвена линија, може да ни открие каква е состојбата со градската хигиена, секако со одржувањето на зелените површини и меѓу другото како функционира оваа ноќна смена, особено кога Охрид е сега дестинација кон која и таат многу туристи од надвор. Добар ден. Добар ден, јас не сум од Охрид, од Скопје сум, живеам во центарот, до Зеленото пазарче. Хигиената тука е 50% добра, 50% нечини.
позади местната заедница Роберт Гајдич, луѓето се собираат тука, ќе исчистат пола, ќе го исчистат, пола ќе го остават и само си седат, си прават муабет, по 5-6 души ќе се соберат и трчаат навака натака пред зградата на булеварот Кочо Рацин. Никогаш не сум ги видела да дојдат да чистат. Се и тоа центар каде што праѓа толку коли, ја не можам да разберам зошто не пуштаат човек и викам зошто овде нема човек да чисти, не сме ние за тука, други треба да дојдат. После канти има тамо подалека исто на булевар Кочо Рацин, карши Црвениот крст, кантите она околу нив не го собираат, само што има во канта, околу го ставаат и луѓето и ние сме безобразни, оставаме разни ствари, домашни ствари, намештај, за никаде сме. А еве околу одржувањето и на зелените површини, со оглед на тоа што имавме многу дожд во центарот, каква е состојбата? Супер, да, зелено има пред зградата, доаѓаат го стригаат, како да кажам. Позади зградата веќе се исушило, порано минатата година пуштаа вода да се намокри земјата, оваа година ништо не пуштаат, целото зеленило се исушило. Големо благодарам и вам, еве, што се јавивте и предочивте како граѓанин каква е реалната слика според вас во центарот на главниот град. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Од каде ни се јавувате? Од Гостивар се јавувам. Ајде да слушнеме како е во Гостивар. Па да ви кажам, хигиената на нула е. На што се должи, на што се должи таа нула, на комуналното предпријатие или на граѓаните? Пред да дојде овој нашиот, мислам, овој градоначалникот, овој сега што е, пред тоа имаше, ако не више, на 400 метри, 300 метри имаше континери. Сега овој градоначалникот дојде, сега не знам дали е градоначалникот, ја не го кривам и него, може јавното предпријатие е комуналец. Сега пред едно месец дена, 300 фамилии сме ние тука, комплексен на згради, имаме 3 континери, не ги отстранија. И сега треба да одиме негде ние 500 или пола километар негде подалеку, за да го фрлиме џубрето. Дали е некој бизнес тамо, тој што има некој чебапчилница тука да му смечава тоа или не, ја не знам, ама важно ние као граѓани не знаеме каде го фрляме џубрето си. И сега други некои што мислам она сите. А еве дали сте се обратиле до надлежните да кажете каков проблем имате? Што да се обратиме кога тие самите го трнале? Зашто да се обратам? Ако се обратам таму, после ќе речете ве ние сме криви. Зашто се нади? А од време биле тука континери. Така, големо благодарам. Еве слушнавме и од гледач со што се соочуваат во Гостивар. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Прво да ви пратам поздрав од среќната мајка за мачинството, пријателката ваша. Благодарам. Јас сум сретниот дедо исто така со внуките. Сега да ви кажам од кај сум. Јас сум од Илинден. Како е таму, еве, воопшто? Феноменално е кај нас. Значи, функционира безпрекорно. Идат, например, прво идат со онова го зимаат, канците ги собираат, па идат метат после тоа, не милина да ги гледаш како се работи. Значи, многу сме задоволни. И да ви кажам, уште еднаш да спомнам дека сум од Илинден, да му кажам на тој воđата да решени дека сум од Илинден, не од Белинбегово. Не слушате? Така ве слушаме. Он ми кажа од Белинбегово, не сум од Белинбегово, од Илинден сум. Најубавата општина во Македонија, по моје сега, не дека живеам тука, него и стварно е убаво. Луѓето се културни и немам зборови, значи. Ме разбирате? Па еве како можеме, еве слушаме онаму каде што не е онака како што треба да го постигнеме вашиот рецепт. Тоа е домашно воспитување. Домашно воспитување немаат луѓето и за тоа. Например, ако видам некој дека ќе фрли хартија, ќе го поменам, без дете, било кој да е. Така, благодарам многу за јавувањето.
Слушавме како и во Илинден, имаме и гледачи кои што се презадоволни од општините и градовете од каде што ни се јавија, но секаде не е иста ситуацијата, некаде дури е алармантна. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. На линија сте и колку што се сеќавам од Охрид сте, така? Да, од Охрид, меѓутоа ќе зборувам за Скопје, работе во паркови и зеленило, сакам да го потенцирам тоа. Прво, значи, треба едно да се реши за секој. Не може да има два татковци, значи, а едно дете. Овде се работи следното. Паркови и зеленило е задолжено како фирма регистрирана да го одржува зеленилото, комунална хигиена, чистота, водовод за вода и така натака. Меѓутоа, општините формираат своји предпријатија кои исто така се грижат за чистотата на општината каде што се. Или ќе бидат општинските комуналци за све, или ќе биде паркови и зеленило или чистота, значи да се грижат за тоа. Сега овдека едни на други си ја префрлаат вината, да, ние чистиме, ама они од општините не чистат. Или ние од општините чистиме сметот, но оние што се од паркови зеленило џабе земаат плата. Така, ве молам, еве добивме информација, тука стои на Твитер 11 јуни дека Охридски комуналец воведува ноќна смена во летната сезона. На крај ќе кажам и за тоа. На крај. Значи, за мене, значи, едно треба да се укине. Или паркови зеленило, или да комуналните предпријатија да не постојат. Едно да биде. Дете на два татковци не би. Охрид добро е тоа што се свести преку ноќ да ги собира сметот, да и чисти улиците, ако треба и да ги пере, но сето тоа колку може да опостигне, затоа што многу повеќе има притисок на луѓе, гости, што стварно не можат да постигнат, значи, комуналците. Така, благодарам многу и вам, еве што ни се јавивте и ни откривте како е во Охрид. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Од каде ни се јавувате? Се јавувам од Скопје. Каква е вашата, еве, вашето мислење за хигиената и одржувањето на Скопје? Па вака, јас само едно можам да кажам дека уопште не сум задоволна. Хигиената кај нас, само можам да кажам од комунално дека се празнат контењерите и друго ништо. Живеам на Триангла, под општина Газибаба, така? На главна улица. Секој сабајле, јас ги гледам луѓето што чистат. Само буткаат количка, а со меслата се мете тротоарот, а ѓубрето се фрла. Во живата ограда, кај што јас живеам, значи јас ја гледам таа слика секој ден, а додека од другата страна на улицата моја ни се паркирани колите, истото ѓубре од тротоарот што го метат од таа страна, ѓубрето се мети под автомобилите. Ѓубрето ние сами, станарите, го собираме. Затоа што ќе биде депонија. Дали сте се обиделе да ги контактирате надлежните и да укажете дека е алармантна состојбата? Да, ни кажуваат дека имаат своји предпоставени и дека тие обиколки правеле и дека гледале. Никој ништо не гледа. Значи, никој ништо не гледа. Познати сме по тоа дека сме со најубав парк. Познати сме во Триангла, цела зграда наша. Ние, верувајте, 8 години немавме вода за да го прскаме нашето зеленило. Благодарам многу, еве, што ни откривте и вие онака како што е од Газибаба. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Ало? Во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Па еве од каде ни се јавувате? Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте. Добар ден, се јавувам од Охрид. Ајде според вас како е во Охрид? Намалете го тонот на телевизорот. Охрид е кристал. Намален е, намален. Добро, тогаш како е? Рековте кристално е во Охрид. Ало? Ало? Дали се слушаме? Ние ве слушаме.
како и да е, се слушнав себе си во позадина, тоа беше доволен знак да укажам дека треба да се намали тонот на телевизорот и затоа имавме и чувство дека не се слушаме добро меѓу другото, да зборуваме само преку слушалка. Како и да е, верувам дека гледачката од Охрид повторно ќе го заврти нашиот број, па и ќе успееме убаво да се слушнаме со намален тон на телевизорот. Добар ден. Добар ден. Вие од каде ни се јавувате? Добар ден, благодарам што фати врска, ако сум јас на линија. Вие сте? Јас се јавам од исто како тебе, ова ресенска охриѓанка не успеа да каже ни за Ресен, ни за Охрид. Како било и помило. Инаку, јавна хигиена не во нашиот град, не во вашиот град, не по селата, јавна хигиена, така речи, секаде е за никаде, ама тоа значи дека не е за никаде, затоа е јавна хигиена. По Скопје се знае кои населби, кои мала се најзагадени. Знае, секој знае каде е најзагаден, кај најне се води ред, каде е најнечовечки. Секој знае, меѓутоа, секаде е гадно за тоа што никој не води ред. Ама некаде кај што ич не води ред, таму е па најгадно. А гадулција ги носи сите лоши работи, потекнат од гадулцијата, и бактерии, и болести, и зарази, и се од нехигиената. Ама е, толку сме умни, толку сме мудри, толку знаеме да си ја чуваме државата, селата, градовите, да ги во однос на хигиената, да кое е решението според вас? Што е оно што прво мора да се направи? Па прво треба културата на нас да се инсистира да се подине на соодветен начин на повисоко ниво, со кажување, со одење по тереник, со кажување, со собирање на народа, им се каже што е добро, што не е добро. Така, добро е што се вклучивте и вие во црвена линија. Одеме пак со Твитерџи, Карамба Барамба, ова е една фотографија која што е објавена на 10 јуни и вели замислете по најмалку еден ваков парк во секоја скопска општина. А денес говориме за хигиената во градовите, во општините, во руралните средини, секако во парковите и дали всушност Македонија е врз основ на тоа земја која што може да биде горда, особено кога е летна сезона и доаѓаат многу туристи кои што доаѓаат и како реална дестинација има Македонија, но и транзитираат низ земјата. И всушност дали треба да бидеме горди по основ на хигиената и одржувањето. Некои од гледачите кои што се јавија ги пофалија местата од каде што се јавуваат во однос на тоа дека и граѓаните се совесни, но и екипите на комуналната хигиена, како и оние кои што се задолжени за одржување на зелените површини. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Од каде ни се јавувате? Јас се јавувам од населба Тафталиџе, улица Будимпештанска. Како е сега во Тафталиџе, во тој район? Па да ви кажам дека моментално јас во оваа населба кај што живеам и нашата улица Будимпештанска, баш сме спроти тоа зградата на Упрофорли, тоа што е за УНСХР, како се вика ја? УНСХР, добро. И? Таму не сум задоволна, да ви кажам. Многу не се почитува, мислам, не е дојдено од комуналец да се смете самата улица, а баш подоле од Будимпештанска имаме и куќа што има амбасади. Доста е позната нашата улица, но сепак не е чиста. Дали сте ги контактирале надлежните? Дали имало некакви... Па да ви кажам, не сум ги контактирала, али моментално сакав и вчера, и денес да се јавам, ќе се јавам. 100% ќе се јавам утре, например, да ви кажам, затоа што стварно не сум задоволна. Моментално од нашата улица, а сега за целиот град...
Па и ве благодарам што предочивте како е и во ова населба, позната Скопска населба, поточно вашата улица. Продолжуваме. Добар ден. Ало? Здраво, во Црвена линија сте. Дали сум јас во програма? Да, во програма сте. Од каде ни се јавувате? Еве се јавувам од Скопје, општина Центар. Центар, добро. Да, живеам во околина на Соборниот храм и да ви кажам дека воопшто не сум задоволна од хигиената. Воопшто. Што се случува во тој дел? Вака, стои дека луѓето прљаат. Стои. Фрлаат харти, има тука многу кафичи во околината на Соборниот храм, на Буњаковец. Точно е тоа, да, се фрлаат многу опушоци од цигари. Да, меѓутоа, значи луѓето не внимаваат. Второ, воопшто задолжените за хигиена не чистат. Значи ги гледам, им пишува општина Центар, на овие што се задолжени за чистење. Значи, не знам колку им е работното време, предпоставувам дека треба да биде 8 часа ако се редовно вработени. Меѓутоа, тие мислам дека не чистат ни по 1 сат на ден. Седат, се групираат, седнати во групи, на клупи, мобилните телефони уклучени, си зборат, си гледаат, не знам што прават. Значи, комплетно нечистење. Ги гледам исто така, кога поминуваат со метлите и со количките, секое 10 хартивче ќе го сметат и ќе го стават во количка, другите хартии поред ги прескокнуваат, како воопшто да не ги гледаат дека постојат. Кога еднаш му реков на еден човек, чистач, хигиеничар, ајде, се извинувам за изразот чистач, хигиеничар, зашто ова не го исчистивте, не го сметивте, па не сум го правил јас тоа за да го сметам. Дали сте алармирале до надлежните? Не сум се јавила, не знам ни каде треба да се јавам, не сум се јавила. Меѓутоа имам и уште нешто да кажам. Мислам дека во многу држави во светот, сите пред своите кафичи, кафани, продавници, дел од тротоарот треба да си го исчистат, да си го сметат. Така, благодарам многу за јавувањето. И веќе подсетиме дека, особено ќе напоменеме дека Сингапур важи за еден од најчистите места кои што се особено препознатливи по неверојатно драконските финансиски казни. Меѓу другото, ако зборуваме за Јапонија, таму и самите граѓани не дозволуваат да има отпад местото во кое што живеат, значи се прават и акции, самите жители го собираат сметот. Но она што слушаме еве за особено главниот град е засега поразително. Добар ден. Добар ден. Во програма сте. Се јавувам од Влај, од Скопје, од населба Влај. Како е во Влај? Катастрофа. Јас се чудам на Стефчо, порано беше, значи сам Сабајле одеше и ги проверуваше. Овие сега се согласувам потполно со претходната гледачка. Значи, секој 10-то, секој 20-то ливче ако го земат и тоа ќе го става во канта едно, ги посматрам овдека што чистат кај нас, ние метеме. Денеска ги од таму, не знам од кај беа дојдени со тие косилките, треба косева. Сега само да дојде некој да сними, да видите што е оставено по тротоарите, по улицата, летат, колите паркирани од оздола е полно со ѓубре и со трева. Јас сум се јавила и кај овие надлежни. И што велат? Па ми вика има што ги контролира. Ја никого не видов да контролира. Цел ден се седнати во Влај, под Влајком мостов седат, се групираат, тој едниот ми вика мене никој не може да ми нареди. Замисли. Му викам зашто бре ова не го изметеш? Никој мене не сакам ти да ми наредуваш. Тие зимаат плата каква год да е. Можда е 10, 12, не знам јас каква е. Таа е наша плата. Јас треба сега да не платам данок, па кога ќе ми дојде Стефчо или Данела, па јас да им кажам зошто не плаќам. Па не можам јас да метам секој ден, не само јас, сите комшивки овдека ја метам улицата. Така, големо благодарам и вам што се вклучивте во денешно издание. Малку со твит, не случајно, па можете и да се надоврзате на она што го дискутираат АМ Мице, например. Има напишано: викендов шетав пријатели од Германија во Скопје и околината. Беа запрепастени од ѓубрето што е расфрлано на сите страни.
Па влада МК сите од Скопје го допревте дното. Нешто напишал владата, ја споменуваш не народот. Па владата е таа што го оправа народот, да има казни, никој нема ова да го прави. Многу е просто. А град Скопје постојано си ја тера работата чисти, зошто лапаат пари од нас и за тоа. Дебелка напишала, дали мислиш дека е возможно да се исчисти сето тоа ѓубре? Невозможно, треба работна акција од 7 до 77 години и после тоа казни драконски и за отпушок фрлен. Добар ден. Аха, добар ден. Во црвена линија сте. Прво, јас се јавам од Скопје, од општина Зеленико. Добро, како е таму? Орешан. Поточно, станицата ми се вика постојката кај чекаме автобус, а исто тука има и континер. Тоа се вика Јане Сандански. Добро. Така. Значи тука комотно може кој сака да дојде, ако нема каде да си направи кујна, лежај, све има. Јас тук све на постојката. Значи тоа све е испрлено од некој. Са тоа некој треба да го стави на постојката, не може да стоиш да чекаш автобус затоа што смрди корм. И кога ќе влезеш во автобус, ти веќе смрдиш на тоа ѓубре што се улепило на стварите. Значи тоа не го криваме, а ни градоначалникот, ни овие има само едно камионче. А ние што седиме малце погоре, на 500 метра, треба да стигнам надале по долница, да фрлам ѓубрето и да се вратам 500 метра нагоре на уборница. А ја мислам дека треба секоја куќа да си има канта и камиончето да помине, пример, понеделник, среда, петок си изнесе ѓубрето и камиончето да го собере ѓубрето, а не доле ставиле еден континер за 40 фамилии. Така, огромно благодарам и вам. Тоа е она што се очекува од сите вас, директно да ни предочите сушност каква е реалната состојба во однос на хигиената. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Се јавувам од Скопје. Драго не. Од Козде насел. Што рече гледачка пред малку од Влаје, тие со тримерите поминуваат. Косато лицата. После нив никој не поминува, ни да собере трава, ни ништо. Ние со метли си собираме, кој ќе помине со тримерите, поминете да видите што е низ улиците. Втора работа. Од последна 50 миса до бензинска пумпа Козде. Кој ќе чисти тоа? Сите имаат двора и колите се на тротоар паркирани. Човек не може пешки да помине, а не да исчисти. И ние бараме хигиена. Нема хигиена во град Скопје. Прво народот не е како што треба, а после службите. Дали сте контактирале како граѓани од оваа населба надлежни? Ама што ќе контактираш, никој ништо, ни превзем, ни ништо. Ево ти кажувам, од последна 50 мица до бензинска пумпа Козде, пешки не можеш да одиш, мора на улица да одиш. Све се колите на тротоара, сите имаат дворови од бараги. И кој ќе исчисти под тие коли ѓубре? Нема шанси. Лично каде гледате дека е решението, во драконски казни? Ма нема драконски казни, треба пајакот да помине све да ги собере колите, па да им текне утре да ги остаат колите на тротоар. Така, големо благодарам и вам за јавувањето. Во ова издание на Црвена линија дојде и времето за реклами. Повторно со Црвена линија, сега да видиме како се одговараше на Инстаграм стори, тука сега уште еднаш ќе ве потсетам задолжително за следете на Инстаграм, секако на Фейсбук и Твитер. А на прашањето на Инстаграм стори дали цената за одржување на зеленило и собирање смета е превисока, со да одговорија 55%, со не 45%.
Сега доаѓаме во оној дел од Црвена линија, каде што пред се ќе речам големо благодарам на сите вас кои што се вклучивте во ова денешно издание на Црвена линија. Сега кои истите вас ќе ми биде особено драго да ве слушнам за многу брзо време, со оглед на тоа дека ќе стартуваме со заврти на Телма. Јас тука и ќе ве подготвам. Тоа значи дека ќе ви прочитам прашање кои што секако ќе бидат во денешниот квиз. Одиме и со првото прашање, значи која е најголемата македонска монета? Потоа, како се вика јапонскиот алкохолен напиток направен од полиран ориз, квас и вода? Која хемија ги изучува структурата и својствата на органските соединенија? На која автомобилска марка припаѓаат моделите Логан и Сандеро? Која година бил испратен првиот имейл? И секако е уште едно прашање, најголем хит на групата Пеницилини испијана на дијалект. За која песна станува збор? Точни одговори очекувам од вас, нема да собираме смет, но секако ќе собираме многу вредни награди. Па се гледаме за кусо време.